Сите ние се трудиме да правиме добри работи и да бидеме поттик за другите. Живееме во едно време од кое што искрено се надевам дека ќе извлечеме добра поука. Ние во Gentleman магазин ги негуваме добрите навики. Денес, таа приказна ќе ја продолжиме со еден навистина урбан лик. На здравие. Имајте добар однос према себе, за да имате и добар однос кон другите. Спознајте се себе си, за да ги спознаете и другите. Само на ваков начин може да изградиме добро општество за сите нас. Да се биде джентлмен не треба многу. Ајде сите заедно да негуваме добри навики кои што ќе бидат мотив и поттик за едно подобро општество. Во негувањето добри навики, неминовен дел е и слушањето на добра музика и креирањето на истата. Денес со мене е Тони Зен, човекот кој што е главен виновник за нашата естрада веќе долги години, задолжен за добрата музика и различните стилови. Тони, како си? Здраво, другар, добре. Баш ми е драго што конечно успеавме да се видиме и во живо. Да. Ти како си? Супер сум јас, фала ти да ти кажам право, баш ми е драго, еве. Би те прашал во старт, ние сме нели Gentleman магазин, емисија која што пропагира добри навики и едно джентлменство. Што за Тони представува джентлмен? Па искрено не сум се поистоветувал со терминот джентлмен, ниту па со тој идентитет и не можам многу да зборам околу тоа, ниту па да давам или измислувам некои дефиниции околу тоа што значи за мене джентлмен. Можеби пристоен, уреден, културен човек. Можеби, не знам, некој со манири, со внимателен и така натака. Меѓутоа, никогаш не сум се задржувал за тие термини, затоа што и тоа е некаква поистоветено со нешто. Дефинитивно. Веќе ако сега у моментов ми даеш, еве, имаш 10-15 секунди да кажеш што е джентлмен, би рекол, па човек кој што се познава себе си, истински кој е, се сака себе си и ги сака другите. Па И е буден и свесен за целото постоење. Тоа ти е една точна дефиниција, да знаеш едно точно гледиште. Овие неколку секунди, ако вака на брзинка нешто да дадам некоја дефиниција, што пак ќе кажам, не ме слушајте, не ми верувај, него е така еден одговор краток што би представувало джентлмен, значи не мора да биде, не знам, по некоја дефиниција стереотипна, некој господин човек, нели, со... Па не постои конкретна дефиниција, мислам, што е джентлмен, знаеш. Имаме такви содржини, ја имам содржини такви во свеста, да речеме дека ете джентлмен и одма кога ќе се спомне, одма ме асоцира, еве, ти си се вака господин човек, нели? Да, ти благодарам. Со дотерант, сите сите работи, меѓутоа тоа од надвор. Така. Мене ако ме прашаш, внатре е джентлменот. Тоа ми беше, се сложувам, тоа е главното. Внатрешниот израз, дали сум ја убаво пристојно облечен или па неубаво непристојно облечен, внатрешниот израз и внатрешното представување е господин човек. Убавината доаѓа од внатре во секој да речем. Зборуваме дека ете джентлменството треба да е негување на добри навики. Дали мислиш дека во Македонија мажите поготово негуваат добри навики? Па да, модерно е тоа сега. Тренд е нели да се по трендот. А трендот е сега мажите да се негувани, нели? Да. Немало брада пред 10-15 години, брадата било како што е со брадава, сега сите се со брада, нели? Тоа е веќе негуван маж. Дефинитивно. Облеката била сега и пред неколку години многу различна, порано било како што е со ова, сега е тоа некаков тренд и тоа изгледа како нели негуван маж кој што внимава како се облекува и меѓутоа пак ја кажам, многу од оние кои што го прават тоа не се поистоветени и ја играат таа улога како нели идентитет на джентлмен, што според мене е погрешно. Не осудувам, него можам да кажам, знаеш, понекогаш
што по-суптилно, што по-природно, што по-спонтано е многу поубаво да биде отколку да биде претенциозно и да го играм јас тоа како еве јас сум джентлмен, на притоа да не се осеќам однатре джентлменски. И има еден куп мажи кои што го прават тоа спонтано природно, има уште еден куп мажи кои што не го прават тоа спонтано природно. Ова е пак ќе кажам Само како маска и фаса. Да, те моје разбирам мислење. што сакаш да кажеш. Или глумење. Да. Сам ова кога зборам и за себе, никош не зборам за еве са овие другиве, него зборам и за себе, пошто јас сум ги проаѓал истите тие искуства со играње, улоги, идентитети, па чекај вака треба, така треба. Не, што поубаво, што поприродно, поспонтано, тоа ми било секојаш поубаво и повистински се чувствувам. Повистински се чувствувам. Највеќе сум јас. Тоа би требало секој да го практикува. Види, тоа е најдобро. Едноставноста е перфекција во секој случај. Јас секогаш се поистоветувам со тоа и те поддржувам за тоа што го кажуваш, затоа што живееме во едно време каде што сите ставаме такви нефиктивни маски. И сите пробуваме да живееме нешто што не сме ние. Така да те поддржувам за тоа и си многу во право. А што спомнаете за брадата, баш ми остави впечаток во смисла дека кога ќе се сетам на джентлменство ми текнува на прохибиција 20-30 години. Од тој период. Никогаш брадата не била знак на джентлменство, а сега е. Да. Да, така да тоа ме потсети да го спомнам сакам. Тоа викам, тренд е, бркаме трендови. Тренд е да си во трендот. Да, тренд е да си тренди, да. Баш така. И сега како налага трендот, како се насловните страници или водителите Така е. или правите джентлмени прикажани, така сите се закачуваат за тој тренд. Тони, ти си еден човек кој што долго време е на нашата сцена, човек кој што почна како хип-хопер, а сега работи на еден друг вид на музика кој што е навистина фантастичен. Како успеваш сите овие години? Зборуваме до короната, нели? Да, види, многу работи нови научив и после короната, и у тек на короната, и у сите тие нели фрустрации, депресии, разочарувања, себе сожалување и што уште не, од сите непожелни искуства, ама и од добрите искуства, сите доаѓаат и си одат. Да. Многу работи научив исто и добро се носам и се носев со целата ситуација. Така да пред корона или после корона некако можем да кажем дека многу работи научив и напреднав во однос на нели музика, себеизразување, промоција, како иде многу работи научив, многу пати влегов во комфорт, излегов од комфорт. Уште повеќе се спознав сите карактеристики, и добри и лоши, низ сите искуства, со сите можни чувства проаѓање. За да дојам до некој заклучок дека тој што сум почнал да го правам ова и сега е истиот, само што се менуваат различни содржини проаѓаат. Да. Низ свеста со текот на времето и научив дека имам избор уствари да се закачам за некоја содржина или да не се закачувам и таа да ме тера низ живот. Музиката правите што го работите со флека. Како би го класифицирал, во кој жанр би влегла таа музика, да кажем? Постои ли конкретен назив за тоа? Не, ја и овој албумов кога го правев од изборот на изборот, убаво у било кој интервју да го правев, пишував дека не би го сместил во ниедна категорија, во ниеден жанр, бидејќи стварно не знам ако Да, затоа што не е класичен хип-хоп. Види, пак ќе кажам, за да се разбере тоа хип-хоп, класичен или не класичен, треба многу длабоко да се навлезе во самиот хип-хоп, во самата култура, почетокот, па сега нели од хип-хопот излагаат елементите, да. Самиот хип-хоп основан е од џез, од блуз, од фанк, од реге, од тие комбинации. Да. Низ луѓето кои што ги промовирале, се собрале заедно и потоа еволуира звукот. И сега имаме некоја
фиксирана идеја дека хип-хопот е можеби само 90-ти. Знаеш, ова не е хип-хоп, не е прав рап. Да. Знаеш, што е? Значи, се еволуира. Секоја декада има различен саунд, меѓутоа суштината е тоа е бранот, тоа е Исто почетокот. како во модата што кажа, нели, се менува, еволуира, не може исто Така што ние комплетно имаме од сите тие промени, од сите музики или жанрови кои што нели потекнува и хип-хопот. Во Флека се свири, мислам, во Флека пред се сите музичари слушаме, знаеме за музика, за исти артисти сме да се слушаме различна музика, што е добро. Така е. И секој се придонесува на свој начин со своето, што е исто така добро. Работата на Флека јас ја поздравувам јавно затоа што е фантастична. Сум присуствувал на ваши свирки, имам доста другари од Флека, така да еве ќе кажем јавно, браво, си продолжете со тоа што го правите. Тони, сакав да те прашам, имаш ли некои конкретни работи што те мотивираат во живот? Па семејството. Се во моментов. Семејството ми е мотивација. Така. Тоа е убаво. Освен другите работи сега што се музика, пишување текстови, скијање, Скијаш? јапонска калиграфија, сите тие работи кои што ме водат на патеката, семејството ми е, како да ти објаснам, пред сите тие Така. желби и како и да ги кажам. Мислам, нема суштинска е работата. Дефинитивно е суштинска работата, да. Да, и тука низ целиот тој процес на живење во таква заедница, бидување како сопруг, како татко, многу работи ја учам за себе. Пред се оние непожелните искуства и карактеристики одма издикнуваат први и гледам некако со нив да расчистам, затоа што веќе друг е пристапот, друг е начинот на живењето, не е како претходно. Приоритет ми е семејството. Како вистински хедонисти, јас и Тони ќе наздравиме. Ајде, на здравје, за убаво, за арно. Тони, дали си човек кој што се врзува за материјалните работи? Па, да бидам искрен, да. Имаш ли омилена некоја работа, не знам? Мислам, врзан за материјалните работи. Непотребно врзан се вика тоа. Сите сме непотребно врзани за материјално, тоа ако гледаш да, така. ми се некои содржини што не дека не можам, него не сум се посветил да ги сработам малце, да ги трнам како содржина некоја. Да. Пример, не знам, еве од најосновни работи, мајци или дуксери или тренерки или јакни, Капче. ски, капчиња, тоа вака гледам дома, викам ова е нехумано. Многу работи кои што имаме дома и стварно непотребно седат. Многу имам подарено работи, многу се уште имам. И некојаш овака си викам дека ова со работите приврзувањево за работите дека нема крај. Не дека нешто ќе треба тоа мутерчето, штрафчето или тоа картончето или ќе се најде. Од тоа си патиме, ќе се најде за нешто, зашто ќе се најде. Плакарот, пун, тука, кондори, патеки, мислам, ова е појава една што имаме си ја негуваме можеби ние тука у регионот. Да, во регионот дефинитивно. Тони, сакаш ли да читаш книги? Имаш ли омилена книга Сакам некоја? да читам книги, во последно време не читам книги, меѓутоа сакам кога ќе седнам, не да читам. Да, ќе се седам да читам. Знаеш како читам? Леле, каков читач си. Сакам. И тоа сум приметил. Кога навлегувам,
Значи да влегувам у читањето, стварно навика ми станува. Па кога не читам, стварно навика ми е да не читам. Значи не ја погледнувам, Периодично, не ја да. погледнувам книгата, да. стои таму дремето, таму викам кај, таму беше, тоа. Добра, ај до година, до година Здравје, здравје. на здравје може да Има и погледне. такви книги. Значи ми стои година дена, ама тоа се зен будизам и психоанализа. Тоа се приказни филозофии од Алан Воц или не знам, книги кои што се повеќе како па повеќе теорија која што треба да примениш у пракса. Да. Као Те разбирам. книга од која што учам многу работи за да нешто јас се спознам себе си. Не е приказка, не е Да, некој да. роман па сега да ме завози, него можам да го оставам, да речеме, да не го читам и да му се навратам после една година и пак тачно да ме врати исто лане кај што сум застанал у истиот момент, као да не прошло воопшто време. Точно. И продолжувам понатака кога бидејќи времето не постои. Те разбирам, јас така со Екарт Тол заглавив долго време, Екарт така Тол, да... Нова земја и, Да. и сите такви артисти, Садгуру, еве сега жена ми дае убав поклон исто за Нова година од Садгуру, Внатрешен инженеринг книгата, преведена е на македонски. Исто така, тие се као прирачници. Да, буквално се прирачат. И јас многу такви книги читам. Читам многу. Кога ќе се закачам, пример, не знам, книгата мене ме наоѓа, не наоѓам ја неизе. По принцип е така. Стварно така. Тоа Не е знам, така. Имам најдена една книга која што ми е па сега не знам број 1, као имам број 5, број 10, па Да, број, да. него ми е врвното пронаоѓање. Јас книгата мене се вика Зен будизам и психоанализа српско-хрватски од 1963 година. Копија тврда која што стоела, ку знае како дошла овдека да е едно парче кое што е завиткано у кеса, автентична истата, не е скрипта копирана па правена Да, тоа време да, па се разбирам. обновена, него си е убава автентична. Пример таа се пронајдовме со книгата. И у незе пример навлегов ја да речеме, нели, као практикант. Меѓутоа ја прочитав. Фала. Чао, пријатно, толку. Не се им се задржува многу, бидејќи тоа се содржини кои што после може да се поистоветиме со нив и да пробуваме да живееме како нив. Така. А таа книгата може би не сум ја напишал ја, тоа некој ја напишал, но тој што има врска со мене. Нешто е може би нешто у моментот му дошло, пишал така, зашо па ја се врзувам за него. Не? Да. Да, можам да научам убави лекции, да отворам порти, меѓутоа не им се многу приврзувам. Најважна книга ми е оваа сега што живеем. Оваа сега што живееме ми е најреална, највистинска книга. Моќта на моментот. Сопствената Не, книга. Да. Овој моментот предходно, пред тој, после тој моментот секојаш сега, секој искуство ми е најважната и најубавата книга, бидејќи стварно ние си живееме приказка. Точно е тоа така. Постоиме. Живееме. Битесуваме, да. Буквално. И сега има некој има способност да си пренесе содржините, некој нема и така натака. Да, зависи тоа што ти спомнав, кога ќе се кликнеш со изворот, па ќе ти даде да напишеш. Отвореноста, точно. значи јас ако сум отворен према нештото, Да. тоа само си се презентира, јас сум само нели канал, некој кој што ја пренесува информацијата, да. ме разбираш. Тоа уствари секој добар уметник, писател, како и да е, го прави уствари. Се отвара и едноставно пренесува некаква Протекува тоа. содржина, идеја или што и да е, што повисоко тоа повеќе остава трак. Да. Види, слушајќи те и некако ја гледам таа поголемата слика, ми доаѓа нешто да срозам дека во смисла времето не постои, годините се само бројка, затоа не треба да престанеме да вложуваме во себе си константно. Да. Времево е концепт, а часовникот сведок дека времето постои. Да. Мериме така?
Точно. А замисли да не мериме. Па за тоа зборувам. Зашо па да мериме? Време си постои, сам како сега. Многу е битно ние да постоиме во моментот. Тоа е тоа. И сега тука, знаеш, кај беше преска кога дојдовме, кај е тоа време? Што е тоа, да. Тука е запишено у толку и толку дојде. Да. Така е, така постои времето, иначе другаче не постои. И затоа ние кога се врзуваме за време, затоа и некој има избор да не старее, не е врзан за време и едноставно, добри, генот игра улога тука сега, Дефинитивно. да претпоставиме, Да. да речеме, дека и он игра улога, меѓутоа има некои луѓе кои што стварно не стареат. Ја пример, кога сум врзан за време, за некои содржини, не знам, се чувствувам дека сум пример многу постар од што сум. И тоа по некое време ако се задржам на тоа, се приметува дека стварно сум подостарен. Да. Ако не се задржам на такви содржини и нема да ми тежат тие, Не се гледа и физички. немам јас внатре старење. Бидејќи тоа се пак процеси се тоа. Во Секој секој ќе го случај. разбереме тоа и сега. Ја пак зборувам и за себе. Значи не зборувам како ја ова све го знам, па вие не знаете, па слушајте сега време. Да, Не, лично искуство, да. Учам ја цело време, учам и само пренесувам се она што го учам, како увиди, како што е увид, што е нешто, нека вистина, значи лично искуство, меѓутоа е тука негде сме. Вака гледам и по други, низ муабет, низ искуства лични, дека, уствари, времето е концепт. Тоа е Простор тоа, го не. снема. Точно е тоа, не би додал ништо затоа што се сложувам со тоа и тоа е така, само треба да го прифатат луѓето, да ги тргнат тие, знаеш, страничните. Нема потреба ни да се трга нешто, ни да прифаќаат, него едноставно е тоа така. Се имаш избор, избери да си. Да, види, порано не сум го Безвременска прифаќам тоа, сега го љубов. прифаќам, затоа го кажувам тоа, ме сваѓаш. Тоа е тоа. Тони ти благодарам за прекрасниот муабет, ќе ти наздравам уште еднаш и А ова од кое време доаѓа? ова доаѓа Од од далечната, да. На здравје. Ај. Се гледаме во наредна Здравје, прилика. живи. Ми рекоа дека не можам и затоа го направив тоа и успеа. Ова е мисла на големиот Кларк Гейбел, а со тоа се сложува мојот гостин, кој што е задолжен за Man of the Year или Мажи на годината, кој што оваа година пак ќе се појават на нашите ТВ екрани. Марко Костадиновски. Драго си? ми е, супер. Баш ми е драго. Супер. Да наздравиме и добре дојде во емсијата. Добро ве најдов. Баш ми е драго. Во јавност излезе најава дека и оваа година ќе се збираат и собираат и избираат мажи на годината. Така е, да, го најавивме пред некое време, официјално четвртиот избор поред за мажи на годината во Македонија. Настан кој што стварно прерасна во традиција, настан кој што успеа на едно место да ги обедини сите оние успешни мажи кај нас, сите оние кои што творат во одредени сегменти, кои што придонесуваат за едно подобро општество кон сите нас. Така да, чест ми и задоволство ми ете што успеавме и покрај сите овие препреки, ајде да ги наречам, кои што се сочивме периодов и со ковид пандемијава и со сите предизвици, да истераме до едно четврто издание. Имате ли некакви конкретни планови за четвртото издание? Што ќе биде, како ќе биде, каде ќе се одржува? Работиме интензивно, се уште не знаеме поради ова што се случува со пандемијава и целава ситуација до каде ќе не донесе и како ќе не води понатака, меѓутоа мислам дека концептот она кое што сакаме да го реализираме го имаме во глава, останува само да видиме факторот на времево да се покаже дали тоа ќе биде онаа гала вечер која што сите ја препознаваат и како што успеавме до сега да го правиме тоа, или пак ќе биде нешто сосема различно како што беше и минатата година, тоа беше да биде на Македонската радио телевизија една така да речеме ајде пак гала вечер каде што во интимен еден момент ги наградивме оние најуспешни кај нас. Сепак ќе биде, се надевам, за негувањето на добрите навики, нели? Да, оваа година баш и тоа ни е мотото, како што и во Gentleman магазин еве се протагира цело време тоа да негуваме добри навики, да бидеме джентлмени. Оваа година мотото на настанот е да негуваме добри навики, да бидеме джентлмени, заради тоа што се повеќе и повеќе имам чувство дека луѓето не ги негуваат тие работи. Се повеќе има некоја си лоша страна, некоја си неубава енергија, сите се негативно настроени, се она што чини го обезвреднуваат, а сето она што не чини му даваат акцент. И тоа е малце на кое што сакаме да дадеме некоја си
па е така една нишка на да ги мотивираме луѓето да ги стварно да ги промениме. Ова го зборам многу искрено од срце, онака затоа што стварно ми е болка. Значи го гледам, го чувствувам и по социјални медиуми она што се дешава и затоа решивме ајде да ставиме акцент, да пробаме да ги натераме луѓето да бидат малце позитивно настроени. Да, многу е полесно да се негуваат лоши навики отколку добри. За жал. Да, за жал. И ете, нели, ние и со Gentleman магазин кажуваме и ќе стана можеби досаден со ова дека джентлменството кај нас во Македонија е еден вид на изумирање. За жал, и ете, ние сме тука, нели, за да го подигнеме на едно ниво и да го вратиме во живот. Да, и драго ми е дека е така и мора да се продолжи со тоа, бидејќи стварно, како што пак ја повторам, патиме, имаме проблем, мораме да се вратиме барем во онаа основна култура на живење, да бидеме културни, да бидеме така джентълмени во секојдневното однесување, во секојдневните прилики што ни доаѓаат. Основните манири да се задржат, кои што мислам дека Така се е. изгубија, нели? Подготовките се почнати за четвртото издание веќе? Почнати се интензивно работиме, така како што кажав и претходно, остануваме на тоа. Пак ќе си има 13 наградени, од кои што главната награда нели маж на годината, која што лани ја освои Горан Пандев, на кој што сме супер среќни и горди и да продолжиме само такви успеси и да имаме такви луѓе кои што ги наградуваме. Малце ќе правиме измени некои во одредени. Нема да бидат истите од лани? Не, тоа дефинитивно нема. Види, може ќе бидат. Да, што не да не. знаеме се, Да. зависи што ќе придонесе, тек почна годинава, али како што завршува оној официјален дел во ноември, така ние одма продолжуваме, се фаќаме за работа и продолжуваме да го правиме тоа што ќе го правиме. Интересна една новина е која што еве ние како организација и како Gentleman магазин и како организатори на официјалниот избор на мажи на годината, оваа година за прв пат го вадиме настанот и надвор. Значи веќе сме во финални подготовки и за Косово и за Албанија, меѓутоа тоа дополнително ќе го соопштиме на јавноста, али можам да кажам, ете, 99,9% работите се завршени. Значи ќе има 3 men of the year, Македонија, Косово и Албанија. Да, здравие, понатака ќе работиме и на други настани. Да, дај Боже. Знаеш како, ова е настан кој што го има во повеќе од 80 држави на цел свет. Значи ова не е настан кој што го измислил Марко Костадиновски или Gentleman магазин, не, ова е настан кој што постои секдека. И убаво е секдека да се вреднува. Тука нема ништо шовинистички. Значи да се разбереме. Значи ние го правиме настанов со една насока, тоа е само добрите навики, да промовираме лидери кои што ќе бидат инспирација за сите оние и млади луѓе и овие кои што моментално ги гледаме, значи да бидат едноставно како да ти кажам, мотивација за сите нас за едно подобро општество каде што ќе живееме. Има 13 мажи на годината со еден лидер, да кажам, со главна награда. Главната награда, Да. маж на годината. Да. Оваа година планирате да ставите нешто ново доколку се врати во нормала? Имаме нешто ново, имаме нешто интересно во план, во глава вака што ни се врти. Работиме сега сценариски на сето тоа. Не би го откривал се уште, али да, ќе има. Само тоа сакам да кажам, да даде Господ се да биде како што треба, да ни се овозможат приликите, да можеме да го направиме онака како што најдобро знаеме. Значи тоа сакам да го потенцирам и сега ќе видим. Имате ли некоја награда за најубав водител нешто? Па, план ни е. Има еден дечко, да, кој што е стварно доста квалитетен. Не ги слушам вака коментари од околу што зборат, да. Добар е. Не е лош, може. Супер, баш ми е, може баш ми му- да треба да му се легне стимулираат игра, младите, нели? Да. Баш ми е драго. Ако не ќе најдеме некој. Ајде ќе има нешто, ќе се измисли да. Има еден исто и за стил можеме да разговараме. Так, да видиме так. како, значи. Има еден да него именувам, вика, има свој фестивал и вика, јас делам награди на нервна база, вика. Така да ќе се најде за секој по нешто, тоа ми Види, е мораме, стрес. мораме да најдеме. Како што нели ги прашувам сите, би сакал да го прашам и главниот кривец за Gentleman магазин, што за тебе, Марко, представува Gentleman? Види како што кажи претходно, джентълмените се изумирање. И се трудиме преку оваа емисија и преку мажи на годината и преку нашиот вебсайт постојано да промовираме добри навики. За мене джентълмен е човек кој што ги има токму овие карактеристики, кој што негува добри навики, кој што е културен, кој што е воспитан, кој што се облекува соодветно на приликите, значи она кој што го имаш ти кажано во неколку емисии, човек кој што се облекува добро, не треба да говори бидејќи гардеробата говори за него, нели? Да. Така да тоа е за мене она джентълмен. Ја така би го дефинирал. Човек со добри навики, човек кој што е умерен, човек кој што е културен. Тоа е за мене оно олицетворење. Значи не делам бизнис, значи не викам успешен, да бидеш треба, меѓутоа тоа не те чини джентълмен, него те чинат твоите начини на однесување. Така е. Дела, а не зборови пред се. Така е. Точно. Така. Ти благодарам. Фала и на тебе.
Вториот виновник за мажи на годината или Man of the Year, Мартин, како си? Здраво, Жерко. Добро, фала на прашање. Супер. Ете, конечно ми е драго што успеавме да те седнеме спроти мене. Во јавноста веќе излегува гласини дека маж на годината ќе се одржува по четврти пат, ако не се лажам. Така, четврти пат. Повели малку околу тоа. Веќе да, предходната недела веќе го најавивме настанот. Значи ова е веќе, кој што кажа, четврто издание на изборот на најуспешните мажи кај нас. И покрај тоа што се наоѓаме во една, како да кажем, еден тежок период, нели со оглед на пандемијата, решивме да ја одржиме традицијата, да го продолжиме настанот и после успешни 3 години веќе да ја направиме и четвртата. Не знаеме се уште како ќе биде нормално време, не време, пандемија, ќе бидат ли мерките затегнати или не, но тоа нема да ве запре вас да го продолжите тоа, нели? Да, така. И минатата година се сочивме со истата ситуација. Значи, кога почнавме со подготовките, тогаш баш беше почетокот и на пандемијата, исто бевме во една ситуација кај што не знаевме што ќе биде, како ќе биде, но решивме дека и покрај се ќе најдеме начин кај што ќе одржиме традицијата, ќе го направиме повторно настанот, иако минатата година не беше како еден вид на гала вечер. Да. Го правевме како телевизиско шоу. Тоа беше на МТВ, така? Да. Така да за оваа година исто имаме планови некои како да биде, но повторно па ќе кажам, ради целата ситуација не можеме да кажеме конкретно како ќе биде и што ќе биде. Дефинитивно ќе се одржува, но дали ќе биде повторно како телевизиско шоу, ќе видиме, или како еден вид на гала вечер што ние би сакале. Ќе биде сепак негувањето на добрите навики и џентлменството. Тоа мора да се промовира, нели? Да, тоа е убаво да се потенцира. Оваа година самиот настан, во склоп на настанот сакаме да ја започнеме и кампањата која веќе не е започната преку Gentleman магазин емисијата за негувањето на добрите навики. Последното трето издание на Маж на годината што беше лани, доделивте 12 награди плюс една главна, значи 12 плюс една 13. Дали тоа може би бројот на наградите има некаква библиска поврзаност, 12 апостоли и Исус, или може би е тотална случајност? Да, управо си, 13 награди беа, околу тоа дали има поврзаност, не. Нема некоја, кој што викаш ти, библиска или некој знак. Првата година имавме 10 награди, кога го почнувавме изборот на мажи на годината, после тоа втората година веќе размислувавме, направивме, видовме дека имаме простор уште да додадеме уште неколку признанија, така да чисто таа е бројката случајна. Не е намерно 13. Има простори за уште награди, во план ни се и некои уште нови, но тоа ќе го оставиме, ќе видиме како ќе биде за понатака. Извини, оваа година третата, четвртата веќе остануваат 13. Значи нема да има наголемување. Да, Јас мислев дека како што сте тргнале секоја година ќе се наголемува помалце. А планирате ли да вметнете нешто ново што не сте го имале досега? Во план и тоа, особено оваа година, со оглед на тоа дека минатата бевме ограничени ради пандемијата и оваа година се надеваме дека ќе помине се тоа. Имаме некои планови да направиме нешто ново. Значи прво што сакаме да го вратиме изборот како што беше во првите 2 години, 2018-2019, кај што беше како што кажав како гала вечер. Тоа ни е целта која надополнета со разни интерактивни дополнителни случувања. Сакаме да воведеме некои, како што кажа и ти, оваа година е кампањата за добрите навики, настанот е во склоп на таа кампања. Сакаме да направиме и некои мини ивенти, мини настани кои што би биле и пред почетокот и пред главното одржување кај што ќе се избираат најуспешните мажи. Така да имаме некои планови, но пак зависи од ситуацијата како ќе биде. Јас ви посакувам успехи и сакам тоа да се оствари. Би те прашал за крај, како е еден млад и перспективен џентлмен, што за тебе представува поимот џентлмен? Па вака, за мене, иако можеби се сметам за млад, можеби не сум се уште некој кој што компетентен да збори за тоа, сепак би кажал дека џентлмен е човек кој што е умерен. Човек кој што не се наметнува. Џентлмен е човек кој што одржува добри навики, пред се културен, пази на бонтон правилата, човек кој што
не збори многу за себе, туку остава да речеме другите да зборат за него и во негово име. Така да джентлмен е човек кој што ужива во убави работи, но се нормалност во онаа граница на умереност, пошто нели рекле се што е Претерано не чини. Да. Вака на кратко тоа би било за мене джентлмен. Ти благодарам, многу се надевам дека ќе успеете во плановите и дека ќе се видиме и на тој голем ивент, затоа што се надевам дека оваа пандемија конечно ќе заврши. Ти благодарам што ми беше гостин. Ти благодарам за на тебе. Лесно е да направиш галама, да те видам, направи тишина. Македонски джентлмени, засукајте ги ракавите и оставете импакт во општеството затоа што оваа година повторно ќе се слават најуспешните мажи во Република Македонија. На здравје!